Пријава до Инспекторатот за локална самоуправа ќе поднесе советничката група на ВМРО ДПМНЕ за изборот на членови на новите управни и надзорни одбори во Штип. За нив спорни се имињата кои ќе управуваат и ќе ја следат работата во двете јавни предпријатија, а за кои од опозицијата тврдат дека не ги исполнуваат критериумите утврдени со закон. Мнозинството во Советот на општина Штип вчера ги подкопа правните норми кои владат во државата. На вчерашната седница на Советот, СДС изгласа одлуки со кои докажува дека веќе нема да постои професионалност во овие многу важни тела. Одлуките на Советот за избор на членови на управни и надзорни одбори во јавните предпријатија се преседан во работата на највисокиот орган на локално ниво. Изгласаните членови на управни надзорни одбори во Стипион и ИСАР не ги исполнуваат основните законски услови пропишани со Законот за јавни предпријатија, со кои се докажува пристрасноста на народните избраници. На најавите за пријава од ВМРО ДПМНЕ писмено реагираа од СДСМ. Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ во Штип повеќе од 12 години ги полнеше управните одбори на сите јавни предпријатија во општина Штип со своји партиски војници. Таквата целосна окупација на управните одбори резултираше со неетичка работа на раководствата, за која што никој не реагираше. Како пример ги наведуваме поранешните членови на управниот одбор на јавното предпријатие ИСАР, кои како да развиле кратковремено слепило, па никако не реагирале на незаконското работење на раководствата на јавните предпријатија. Имено, до вчерашните членови на управниот одбор на ЈП ИСАР самите си ги покачиле паушалот од 5.000 на 9.000 денари за членовите, а од 7.000 на 11.000 за председателот. И тоа без претходна консултација со органот кој што ги именува, а тоа е Совет на општина Штип. Стои во реакцијата од СДСМ.